Кога се сака и се знае, тогаш се може. Од Скопје до Охрид за само 1 час и 20 минути и тоа по цена речиси дупло помало таа што била предвидена. Молим лепо, ама ова е навистина историски чин. Новата влада, предводена од Мицковски и вице-премиерот Николовски, со вистински почеток на градежните работи на делницата од Гостивар до Букојачан и Кичево, не исполни само едно изборно ветување, туку почна да го исполнува и 50 годишниот сон на Македонија. Најтешкиот дел од целата делница, ако не и најтежок автопат воопшто во Македонија, почнува да се гради. И уште не ми се верува дека по цели 5 декади на вистина стварност ќе ни стане незамисливото од Скопје до нашиот бисер Охрид да се вози цело време по автопат. За тие 60 на километри копнеем уште од времето на Југославија. И тоа може целосно да го смени ликот на државата, пред се на Охрид и цела Западна Македонија. Можете ли да замислите колку тоа ќе значи за туризмот во овој дел од државата и не само Македонија? Знаете колку ќе се скрати патот до албанското крајбрежје? Кратко и јасно. Со изградбата на овој автопат, заедно со сите други кои веќе се најавени, Македонија навистина може да стане голема крстосница во регионот, транспортна, железничка и енергетска, што за нас ќе донесе голема економска придобивка. И не е ова празно ветување. За само 4 месеци од кога е дојде на владата, на само овој потек од автопатот од Гостивар до Букојачани се завршени двојно, ако не и тројно повеќе работи колку што има направено минатата власт, која толку се исфали со овој проект, за на крај се сведе на поставување на една табла или дупката што ја направи Груби. За 2 години толку. Добро, и парите што си ги ставија во джеп. А за само 4 месеци од доаѓањето на новата власт, речиси повеќе од половина од административните и техничките работи се завршени. И како што кажав, 1 километар ќе не чини веројатно 13 до 15 милиони евра за километар, дупло помалку од оние 26-28 милиони колку што предвидуваа да наплатат СДСМ и ДУИ. И тоа нема да го градат кинези, како што критикуваа во минатото, туку американци. И не само тоа, министерот Николовски, ако памтите, пред некоја недела најави дека веќе од нова година ќе може да се пушти големиот дел од автопатот Кичево Охрид во погон. Така што многу брзо ќе го скратиме времето на патување, кое сега, кога има гужва, е повеќе од 2,5 или 3 сати. Единствена загуба е што не знам од каде ќе минува трасата. Не верувам дека горе преку превојот Стража ќе оди. Така што ќе мора да се откажеме од паузата за мекиците од Стража. Но веројатно и они ќе се преселат, само што за да знаат дека за саат и половина пат ретко на кого ќе му треба пауза.